raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Откровение стиховите ново небо и нова земја. Ново небо и нова земја. Знаете, доктринарните христијани кои не убедуваат дека има вечно проклество, испаѓа дека има две вечности. Бог е вечен, он е љубов, он е многу милостив и долготрпелив. Љубовта негова никогаш не престанува. Он оди за загубената овца додека не ја најде и нема да дозволи ниту една душа да биде загубена. Зошто има ново небо и нова земја? Ако има вечно проклество. Не може проклеството да е вечно, кога Бог е вечен, се е од Него и за Него создадено. И така одредени доктринарни цркви, без дух, го читаат Светото Писмо и се поделени. Но тоа не е наша работа. Црквата без дух е мртва. Не надевај се на твоето богатство. И не вели. Твоето богатство е тоа што мислиш дека имаш знаење ти. Например, доста ми е додека сум жив. Дошол до некој знаење, научил некои стихови, доктрини, например од Мартин Лутер Кинг, кој се борил за правата на црнците. Па исфрлиле 13 глави од Стариот Завет, па има 37 глави. Во католичката и во православната има 50. Исфрлиле 13 глави, замисли. Те сакам, Господ Исусе Христе. Доста ми е додека сум жив. Не оди по своите желби, а додека си жив, а кога си жив. Исус ја победи смртта. Жив си само во Исус, без Исус си мртов. Остави ги мртвите. Да ги погребуваат своите мртовци, па да подразбира, да водиш заедница без дух, во доктрина, да мислиш дека само ако влезеш и излезеш во одредена категорија готова е. Не оди по своите желби и по твојата сила. И луѓето ќе сватат дека силата не е нивна. Не следи ги страстите на твоето срце. И тоа им го велам на сотрудниците, да не реагираш импулсивно кога доаѓа некоја состојба, да чекаш водство. Значи, Син Божји е оној кој го води Духот Божји, не вели кој што ми може. Зашто Господ ќе те казни. И ова е старозаветно мудрост Сирахова 5 глава. Веројатно едно од тие што ги нема во протестантските, исфрлени се од те сакам, Господ Исусе Христе. Видете, ова е Свето Писмо, Стари Нов Завет, слезени се од дух во тело, за да ни раскажат на земјата, да ни помогнат во оваа долина на сенка смртта, да се вратиме кон Исусовата љубов. Но не можеш да се вратиш ако не разбираш дека треба да се умре стариот човек и во дух да се родиш одново. И тоа е тој процес кој не го објаснува, да се занимаваат со тоа што ќе биде после. Ти не можеш да го ограничиш семокниот Отец да речеш вака ќе биде после. Тој знае како ќе биде. Моите мисли не се ваши мисли. Моите патишта не се ваши патишта. Не велиете сгрешив, па што ми стана? Знај дека Господ е долго трпелив. Господ е долго трпелив. Пазете го тој стих. На многу места тој е многу милостив и долго трпелив. Милоста негова е вечна. Милоста може да биде вечна, бидејќи е дел од неговата љубов. Не велиете сгрешив, не надевај се толку на тоа дека ќе ти биде простено, не натрупувај грев врз грев. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не говори милоста на Господа е голема, а што е точно, Он ќе ми ги прости многуте мои гревови. Слава ти, Господи Исусе Христе, да ќе ти ги прости
но само ако му предадеш се, инаку, ако си вон Исуса, ти си во законот око за око, зап за зап. И тогаш простувањето значи да го поминеш низ себе си се тоа на што си им го правил на другите. За секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе бидат судени на судниот ден, знаете, за секој лош збор. Значи славата и срамот доаѓаат од зборовите, јазикот на човекот е неговата пропаст. И затоа внимавајте, христијани, посебно вие што велите дека сте во Исус. Што зборувате? Како мислите? Не биди клеветник и со јазикот свој не поставувај стапици. Крадецот го чека срам, лицемерот тежок укор, пета глава мудрост сирахова, не бивај неразумен ни во големите, ни во малите работи. Што значи неразумен? Па тераш со својот ум. Секоја мисла треба да е покорна на Исуса Христа. Во Тимотеј се вели, постојано мисли, имај го на ум Исус Христос. Зошто? Па затоа што така ќе изгледа сето она што ти е натрупано од светот. Сето оно и Холивуд, лажна света гора. Од Исусовата, од македонската, во Егејска Македонија. Сето она што е натрупано од Холивуд, тој систем на владење. Гледате разни филмови, тие влегуваат во вас и потоа се тие слики кои ве водат од пријател, не станува и непријател. Блажени се миротворците. Зашто тие ќе се наречат синови Божји. Истото станува и со дволичните грешници. Лошото име донесува срам и прекор. Не гордеј се во помислите на својата душа, за да не биде таа раскината како волнете. Ти сакаш ова, сакаш она, мислиш ова. Ние зборуваме за покорност. За покорност кон Исус Христос. Он да зборува низ тебе. Тоа не е приказна, тоа е суштина и практика. Ако твојата волја не му ја подложиш на неговата и не живееш во неговата волја, ти не можеш да му служиш. Не можеш да бидеш слуга, па потоа да бидеш сотрудник, сонаследник, пријател Божи и син Божи. Да не ти се искинат лисијата, плодовите да не ги загубиш, да не останеш како дрво исушено секако. Ако словото е мртво и си во некоја доктрина без духот, лукавата душа, словото без дух е мртво, црквата без дух е мртва, телото без дух е мртво. Но подобро е да бидеш без дух, осем во крив дух, например. Одредени заедници, кои почне од пророчко влегуваат во гатачки дух, во себелюбив дух. Те сакам, Господи Исусе Христе, во мамон, те сакам, Исусе. Благиот збор ги умножува пријателите, сладкоречивоста го зајакнува пријателството. Благ збор, благо слово, благослов. Лукавата душа го погубува својот Господар и го прави за подбив на неговите непријатели. Ако си ти лукава душа, влегуваш во црква, веруваш, а постапуваш недолично, ти правиш прелюбодејство и твојот Господар. Кој е твојот Господар? Па Господар е семокниот татко. Он создал се. Се е од него и за него создадено. Се преку него се држи. Он е почеток, он е крај. Дали ќе зборуваме за Отецот или за Исуса кој е видлив Отецот? Во него, бидејќи Бог е непристапна светлина, те сакам. Не заборавите како ослепе Павле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кога го прогонуваш. Павле паѓа од конјот, од својот ум, ослепен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Оние што живеат со Тебе во мир, нека бидат многумина, но еден од 1000 нека биде Твој советник. Таму пише, ако можете, бидете во мир со сите луѓе. Те сакам, Господи Исусе Христе, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Ако сакаш да придобиеш пријател, долго проверувај го. Немај веднаш доверба во него. Доверба имам и верба во Исус. Сето друго, дека тој ќе ми помогне и тој ќе ми покаже. Кој знае што има во човекот, освен духот што е во него. И ако духот не ти каже, ако не си во дух, и ти ќе се занимаваш со телесни доктрини, некој ти е пријател само кога има потреба од тебе, а те напушта во денот на твојата неволја. Знаете, но ти како треба да реагираш на сето тоа? Љуби го својот ближен како себе си. Има пријател што станува непријател, пријател што станува непријател, твојата неволја во светот ќе ја изнесе. Те сакам, Господи Исусе Христе.
Некој ти е пријател додека седи на твојата трпеза, но те напушта кога си во неволја, додека ти е добро ќе биде со тебе, а спрема твоите слуги ќе се однесува гордо. Ето овие стихови кои се вечни, зашто што се во дух и во љубов, во дух и во живот. Ние денеска можеме да ги препознаеме во Македонија, каде што се разгради една земја која е запишана во Светото писмо и се случува нешто слично како Израел, бидејќи Израелците имаат завет со Бог и го распна, а потоа тој избран народ. 14, дела 14, 7-8, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, дела 15, и 16, 9 и 15, 7, 8, 9. И апостол Павле ги избира македонците. Македонците го повикуваат Бог. Додека ти е добро, ќе биде со тебе, но ако бидеш понижен, пријателот ќе се дигне против тебе, ќе се крие од твоето лице. Бегај од твоите непријатели и биди внимателен спрема пријателите. Во Новиот Завет вели да им однесеш вечера на непријателите своји, да ги благословуваш оние што те колнат. Верниот пријател е сигурна заштита, кој го нашол големо богатство. Пријател Божји, пријател ми е Исус Христос, раб Божи, татко мој. Те сакам, Господи Исусе Христе, сотрдни, постојано мислам на Него. 2 Тимотеј. Те сакам, Господи Исусе Христе. Верниот пријател нема цена, добрината негова нема крај. Вистинскиот пријател е лек во животот. Него ќе го најдат оние што имаат стравопочит од Господа. Дека знаеш дека еден ден, дека не си сам, дека имаш одговорност што си направил со овој денар што ти е даден, со овој твој живот. Дали го закопа во својата душа, во земјата или направи 5, па ќе добиеш уште 5. Кој има страв од Господа, тој наоѓа вистинско пријателство. Каков е тој, таков станува и неговиот пријател. И ти мисла дека тоа е вистински страв, или тоа е стравопочит. Еден ден ќе застанам пред него. Синко, учи од твојата младост. Во староста твоја ќе ја најдеш мудроста. И мудроста овде и во мудрост Соломонова практично е име за Духот Свети. Дар на мудрост. Приоѓај кон неа како орачи, како сејач, чекај ги нејзините добри плодови. Зашто малку време ќе се трудиш во нејзиното обработување, набргу ќе јадеш од нејзините плодови. Ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Те сакам, Господи Исусе Христе, за непослушните таа е многу груба, а неразумниот не истрајува во неа. Таа ќе го притиска како тежок камен, тој не ќе се двоуми што побргу да ја отфрли. Премудроста одговара на своето име, на малкумина се открива. Значи, не зборувам за себе мудрост, за Божјата мудрост во твоето срце, но мораш да го примиш во дух Исуса да живее во тебе. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Послушај ме, синко, прими ја мојата поука и не отфрлај го советот мој, кој ти зборува Семокниот Отец и Исус Христос во дух. Стави ги нозете свој во веригите нејзини и на вратот свој нејзиниот јарем. Зборуваме да се скротиш, да се припитомиш, духот да дојде во тебе. Подметни го грбот свој под неа и носи ги нејзините вериги, за да не ти пречат. Духот да те води, да научиш да љубиш, да научиш не да зборуваш ти, него тој, да научиш да ја почитуваш неговата волја. Приближи се до неа со сета своја душа, со сета своја сила, оди по нејзините патишта. Да те води Духот, Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Зашто најпосле истражува и бара и таа ќе ти се објави. Бара и ти ќе ви се даде. И ќе ја најдеш, не оставај ја никогаш, но мораш првен да дојдеш на крстот на Исуса. Да го оставиш стариот човек, да го погребеш таму. И да се родиш одново во дух. Тоа значи се да му предадеш нему. Се, твоето тело, срце, душа, роднини, родители, пријатели, твојот живот, твојата волја да ја отфрлиш, да ја прифатиш неговата волја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Со неа ќе го најдеш својот спокој, со духот. Таа ќе стане радост во тебе. Радувајте се, пак радувајте се. Исус Христос. Незините окови ќе ти бидат Филипјаните 4:4, силна заштита, а незините вери ги облека честна. Зборува за духот да се облечеме во свадбена облека, врз неа има златни украси, веригите неизини украсни нишки, ќе ја носиш како облека свечена, свадбена облека, ете го духот.
како венец на радост на главата своја ќе ја ставиш мудроста која е синоним на духот. Синко, ако ја посакаш, ако го посакаш духот, можеш да се научиш, ако се предадеш со сета душа, за се способен ќе бидеш. Кому? На Исуса Христа. Он да владее со тебе, он да те управува, он да зборува. Неговата волја, он да ги учи делата. Да ги врши делата, духот на нашиот Отец. Ќе ја разбереш ако ја слушаш со љубов. И потоа од раб Божи, слуга Божи, стануваш сотрудник со љубов, тоа станува дел од твојата природа и со наследник Божи и пријател Божи, знаеш што работи Господарот, иде за загубените овци додека не ги најде, да твоите браќа што се паднати на земјата. И потоа стануваш син Божи. Ако се потрудиш разумен, ќе бидеш на старците собирот, посетувај го, зорелуваш ли мудрец, прилепи се. Значи некој што е во духот, до него слушај го секој збор. Слушај го секој збор што доаѓа од Бога. Ама не од тебе, не од луѓе, не од пастори, не од деноминации, не од поделени заедници, од духот. Да не ги пропушти со стоумните изговори, затоа е благослов каде што има просветлен учител. Ке видиш ли разумен човек изутрина, посетувај го стапалата твои, нека го тријат неговиот брат. Значи зборува за разум во Исус. Размислувај за повелбите на Господа и постојано исполнувај ги неговите заповеди. Тоа е постојано да го имаш на ум Исус Христос и да ги исполнуваш неговите заповеди, значи само да љубиш, повели и љуби. Он ќе го укрепи твоето срце и ќе ја добиеш саканата премудрост. Он ќе го укрепи твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Он ќе го укрепи. Ајде. Ќе падне Библијата. Твоето срце. Дозволи му да го укрепи твоето срце. И сега, неколку основни елементи. Соединување, препуштање и предавање на твојата власт. Тоа што си ти, за да ја добиеш неговата власт. Да газиш на змии и на скорпии. Он вели, ви давам власт да газите на змии и на скорпии. Но ти мораш првин да му ја предадеш неговата власт и да бидеш под негова власт. Еден дух со него. Тоа е реалност. Да се родиш во дух. Пазете, е да му предадеш се. Власт над тебе, мисли, волја, да умреш како телесен, грешен и повторно да се родиш нов, новороден, богороден, Христороден. Тие се потопуваат, се капат во водата. Една деноминација, од деноминациите едно делче и мисла дека е доволно. Сув влегува грешник во водата, излегува мокар грешник. Те сакам, Господи Исусе Христе. И потоа зборува за вечно проклетство. О неразбрани галатијани. Тоа е само слика и обред, показност. Значи, одлука да се предадеш и да оставиш и да примиш нов духовен идентитет. Значи, нема повеќе да живеам. Ако знам дека му припаѓам, припадност на Исус Христос, не себе припадност, не автокефалност, Христокефалност. Значи се предаваш, оставаш себе си, умираш стариот човек во нов духовен идентитет, новороден се вели. Умира стариот ти, се раѓаш од дозгора во дух. Слава ти, Господи Исусе Христе, и вистина нов идентитет, раб, почеток, слуга, сотрудник, сонаследник, пријател Божји, Син Божји, се категории чекори на твојот раст, на твоето осветување. Така се менува твојата природа од нељубов, себељубие, сатанско, телесно, во љубов Исусова, во духовна. Во љубовта на Отецот наш кој е љубов и кој е вечен и тој единствената вечност, само така врвиш по него. Тесен пат да ги љубиш, да им простиш на сите, да претрпиш, да благословуваш, да ги гушнеш непријателите своји, да им дадеш вечера, да се вратиш во својата изворна, љубовна, те сакам, Господи Исусе Христе, духовна природа му дувна во душата, дух животен,
Отецот на духовите, мојот небесен Отец кој е љубов, кој е добриот пастир, кој оди за загубената овца, кој слезе во Исуса и ја пролеа својата крв. Отецот небесен, во дух. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој е љубов и само Он е вечен. Љубовта, милоста е вечна. Тоа не е чувство, денес те љубам, утре не, туку коренита природа на вечната љубов. Коринтијаните, апостол Павле, љубовта никогаш не престанува. Кога се соединуваш со Него, кога се препушташ во Него, ти преминуваш од тело во дух, од сатанско во Исусово, од грешно во праведност, во Исус праведност, од грев во милост, од нељубов во љубов, од сатанско телосно во духовно, љубовно и вечно. Препушти се, брате и пријателе, во Него. Премини од смрт во живот во Него, од тело во дух. Ете, тоа е суштината. Како да го направиш тоа? Од тело во дух, зашто телото без дух е мртво, црквата без дух е мртва, заедницата без дух е мртва, словото без дух е мртво. И затоа тие се поделиле на големи деноминации, ја поделиле Исусовата црква, Исусовото тело и си ги раскажуваат своите обредно-доктринарни категории на телесно читање на Библијата, бидејќи ако беа во духот Исусов, тие ќе припаѓаа во духовната Исусова црква. Од земјата до небесата, од сега за секогаш и во сите векови. Амин, до Божиот царство небесно. Господи Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, болките, болестите, над се што не е од Тебе во мојот живот, во овој дом, што се сум Ти предал Тебе, во нашата заедница, во македонската земја и на секаде. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божиот царство небесно. Амин. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа Твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа Твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во Тебе. Радувај се, научи се да простуваш